Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за карциномот на јајници или оваријалниот карцином, кој што често се нарекува и тиве кубиец токму заради неспецифичните или пак суптилните симптоми кои може некогаш да се приклопат или да се помешаат со помалку сериозни состојби, па и да не им обрнеме толку внимание и посветеност. Кога треба жената да биде загрижена, зашто се важни редовните гинеколошки прегледи, но и како да ја подигнеме јавната свест, односно свеста за опасностите што ги крие овој карцином. На оваа тема разговараме со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошко-хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро, доктор Алуловски, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро. Секогаш ми е драго нели присуствувам во вашата емисија и да дискутираме на овие можеби не така не убави толку теми. Убави, да, ама така, мораме абсолютно. да зборуваме за. Ама да, од аспект на покривање на свеста кај нашите пациентки. Поздрав секако до гледачите на вашата емисија. Да, ќе подискутираме за оваа болест како што вие спомнавте, значи оваријалниот карцином, па посебно тоа што е денешниот ден, нали, 8 мај, така е посветен меѓународен ден за борба и подигање на свеста за оваријалниот карцином. Така да така некако се погоди и договарањето на емисијата сосема случајно. Барајки вие нели слободен ден кога така имате, мислам, термин утрински за да гостувате, па рековме убаво ќе обработиме темата токму и на овој ден да ги упатиме информациите до сите припаднички на понежниот пол без оглед на возраста. Секако, да, знаете како сега, ако гледаме и дискутираме за ризик факторите околу ова заболување, значи на прво место секој се спомнува возраста. Значи е болест која што е покарактеристична за повозрастната популација, што би сега повозрастна кој ќе кажеме, значи све она што е над 50 и нешто години и повеќе, значи над 60 годишна возраст, каде што и процентот или ризикот за појава на оваријален карцином е поголем. Така, ако гледате генерално земено за сите заболувања или карциноми, возраста е секаде се спомнува како еден од главните ризик фактори, но, како што спомнавте, значи, тоа не значи дека само во таа популација се јавува, него оваријалниот карцином може да се јави и во сите возрастни групи. Сега процентот е понизок, меѓутоа може да се јави кај многу млади. Дури и кај многу млади пациентки, да не речам дури можеби во пракса, нели го гледате и го имате. Да, апсолутно. За повторно велам, за среќа многу поретко, но не дека го нема. Така да тоа е еден од, нали, ризик факторите први што се спомнува. Така, како ризик фактори кои веќе го начнавме моментот на ризик фактори за оваријалниот карцином, значи доаѓа нули паритетот. Значи жени кои што немаат родено. Значи колку е поголем бројот на родувања или бременности, па и доењето тука веднаш се надоврзува, толку е помал ризикот, се намалува ризикот од оваријален карцином. Раната менарха и касна менопауза, уште еден ризик фактор, значи рано добивање на првата менструација и покасна менопауза исто така се бројуваат во групата како ризик фактори кои што го зголемуваат ризикот, значи од појава на оваријален карцином. Се ова се на основа на статистики, анализи, студии правени во позадината има објаснувања зошто тоа така се смета сега време, пошто секој од тие ризик фактори ако го разглобуваме ќе ни треба многу време, така да. А само доцна менопауза што значи? Возраста? Да, возраста, па пациентки кои што имаат дури преку 55, 56, 57 годишна возраст имаат мензес, значи сакам да кажам. Знаете како, и таа граница на менопаузата некако се поместува. Речеме ако за Македонија конкретно некаде просекот на појава на менопауза, значи во просек некаде се е тука 48, 9, 50 годишна возраст плюс минус, ама има пациентки кои што помина 51, 2, 3 години имаат се уште. Да. Менструации. Сега не се тие така можеби регуларни и редовни, но се уште ги имаат, разбирате, или дури и во покасни години. Сега тоа од една страна, ајде го кажуваме на тоа можеби се уште функционалноста на овариумите и така натака, значи оној ендокринолошкиот аспект. И тоа се од друга страна, па затоа велам има и нешто друго. Други ризици, ако жената нели вели така во добра кондиција, во подобра кондиција сте се додека не настапи менопаузата, не се фиксираат пациентите, ова зборам дека се она што го кажува науката, сега да кажам, она што е анализите, статистиката, епидемиологијата на ова заболување, како и секое друго, меѓутоа факт е дека стојат како ризици. Или на пример, не знам, користењето на контрацептиви па го намалува ризикот. Значи пациентки кои што
користат контрацептивна терапија, него контрацепција таблетарна, значи практично за таков тип на контрацепција зборувам. Значи за таблети, хормонска контрацепција. Тие пациентки дори посебно ако ја користат подолготрajно, повеќе речеме 10 годишен период, значи ризикот неколкукратно се намалува за појава на оваријален карцином. И се тоа тоа е врзано од друга страна објаснувањето со бројот на овулациите што ги има. И тие микротрауми што се јавуваат на јаниците што можат потенцијално да ризик фактори се на пример фамилиарни. Се тука одма доаѓаме до некаква генетика. Да, има многу генетика во приказката со оваријалниот карцином. Тој ќе кажа многу генетика, подразбира дека пациентки кај кои што постои позната, значи прво колено, второ колено и така натака, потенцијално постои зголемен ризик од појава на оваријален карцином, некои што се врзани со постоење на одредени дефекти генски во одредени генски групации, познати, не знам, BRCA1, BRCA2 гени, на пример, кои што обврзно треба да се тестираат кај сите пациентки што имаат оваријален карцином. За нив, за третманот, а и генерално за популација, односно за нивното потомство. Поколенијата. Така е. Ме разбирате. Или има, не знам, еден специфичен Линч синдром се вика, тоа е исто така фамилиарна генеза има, каде што исто така одредени генски секвенци се пореметени, сакам да кажам, се зголемува ризикот потенцијално за појава на меѓу другото и за оваријален. А кога е фамилиарната историја на присуство и на карциномот на дојка и на оваријалниот во семејството, односно по женска линија. Треба да се води сметка и на тој аспект. Така да сите овие работи се поврзани. Многу работи во предвид се земаат и се поврзани. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме овде до каде што застанавме. Останете со нас, следите не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошко-хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, зборуваме за оваријалниот карцином или карциномот на јајници, ајде за да ни биде малку поблиско и поразбирливо како термин. Колкава е честотата? Зошто се нарекува тивокубиец? Така, да. Значи, оваријалниот карцином, сега кога го ставиме во група да компарираме со другите типови на гинеколошки карциноми, да ги трнеме другите карциноми на страна, значи тој по честотата е на трето место, четврто да речеме, еве за македонски услови. Сега тука кога зборувам за карциноми од гинеколошко потекло, ќе го ставим карциномот на дојка, затоа што некако, што знаме, повеќе можеби е од аспект на сите, нели, анатомски, нема функционално земено ендокринолошки, секако е некако тука и ние имаме дел од целата таа приказка. Значи, доминантен е карциномот на дојки во женска популација, кога зборуваме од аспект на овој тип на органи. Меѓутоа потоа е ендометријалниот карцином, и сега во светот е на трето место, би дошол оваријалниот карцином. Кај нас, за жал, цервикалниот карцином се уште доминира и дури после зборуваме за оваријалниот карцином. Значи, од гинеколошко потекло, речеме, он е многу поредок во однос на другите карциноми, но за жал има многу висока смртност. Значи, смртноста на оваријалниот карцином е преку 50-60%. За жал го детектираме најчесто во напредна стадиум на болеста и затоа велиме тивокубиец, затоа што нема специфични симптоми, се развива, тлее и обично кога веќе ќе се појават онака баш карактеристични симптоми кај пациентите кога доаѓаат, нели, веќе за жал многу пати го фаќаме во напреднат стадиум. И затоа и смртноста е толку голема. Тоа не е случај само кај нас, да се разбереме. Во светот е така. Во светски рамки, да. Така да истото важи, повторно велам, и ако го компарирате и со другите типови на карциноми на светско ниво, статистиката вели доминантен причина за смрт, морталитет во женска популација е карцином на бели дробови. Па доаѓа карциномот на дојка, па колоректален карцином, па ендометријален карцином, па текму некаде доаѓа 5-6 место оваријалниот карцином. Ако го земете како бројка статистичка. Меѓутоа смртноста му е многу висока, за жал. И тука е најголемиот проблем и најголемата опасност, велиме тоа е така, тоа. Затоа е практично и причината зошто е тоа така и зошто велиме, нели, овакво тивокубиец, тоа што прво, нели, нема специфична симптоматологија, нема таа симптоматологија која што се преклопува или алармира на нешто. Како на нешто многу помалку сериозно, така? Вторена работа, не постои скрининг метода. Значи немате начин со кој што вие би можело потенцијално да го фатите во рана фаза.
За карциномот на дојка имаме, нали, мамографии, ехо прегледи, така натака. Тоа стои во програмата за рана превенција. Цервикален карцином исто така, нали. ПАП тестој, брисе, ХПВ типизација и така натака. Овдека нема. Значи нема метода. Не дека не се работело. Значи се работело, се правене огромни студии со години кои што се спроведувани. Ми текнува на UKC Tox се вика, например, не е битно студија кој што е правена на огромна бројка на популација во Британија, во Велика Британија, со години се следени. 9-10 годишен период, ме разбирате, тоа е огромен период на следење на пациентките, дали евентуално методологијата што ние ја користеле за евентуално потенцијално рано детектирање би можеле да откриеме и после целата таа, значи долгогодишна студија на CRISPR дека да, со начинот на следење, не знам, со одредување на нивото на туморски маркер CA125, тој е еден од тебе специфичните гинеколошки и кај реалните карциноми знае да биде покачен, во комбинација, не знам, со ултразвучни прегледи, на крај на таа бројка успешноста на детектирање на цервикален на оваријален карцином, не знам, било 1-2%. Значи не вродува со плод. И има такви други студии правени големи, каде што на крај се заклучило нема некаква методологија која што и да е, дали е тоа лабораторија, дали е ултразвучен преглед, дали е, не знам, гинеколошки преглед, одење редовно на... Значи сите тие работи некако не доведува до тоа да вие може да воведете метода која што ќе ви овозможи рано детектирање на оваријалниот карцином. И покрај тоа што и секоја си има свои специфики од овие методи, меѓутоа дури комбинации се правени, обиди сепак не може, нали, да се дојде до тоа дека можеме рано да го детектираме. Често прашање, на пример, се постоја дали со ПАП тест може. Не. Не возможува ПАП тестот добивање. И покрај тоа што и тука има правено некакви да ги наречам не експерименти, обиди, не знам, со лаважи правење, не знам, па да се добијат некакви клетки случајно од тубите, да не... Ништо од тоа не, за жал, немаме јасна методологија. Сега најново се појава со детектирање, на пример, во крв, на туморски клетки во крвта. Ќе видиме тоа, дали на крај ќе вроди со плод. Треба, сакам да кажам, долго време, голем број на популација да се биде опфатена во тие студии, валидизирање на сите тие резултати, за да може, нали, на крајот да излеземе да речеме, да, оваа метода јасно ни помага да ние откриваме рано да детектираме тоа и тоа. Так. Останува, значи, во еден дел, ако жената забележи така некакви симптоми и неспецифични да се, а да траат подолго време, така? Да се јави на доктор, или ако веќе тие се манифестираат така, можеби веќе нешто да има. И да се случува. Се знаете како, затоа велам, не може да се фатиме за еден симптом. Не се меја ако зборуваме за симптоматологијата, таа е така. Значи, во принцип се повторно велам неспецифични. Може да е тоа, да речеме, некакво чувство на непријатност во долен дел на абдомен, значи во мала карица, ко тиштење, ко притисок. Може да, например, чувство на надуеност, значи bloating, англиски термин, буквално како чувство на надуеност, кој што не мора да трае некое време. Може да се јава, да речеме, промени во столицата. Значи да се јави, например, обстипација која што трае неколку дена или подолго време, па не, значи да се менува. Чувства некои нагадења, нагони и така, значи нема некаква специфика или зголемување на димензиите на обемот на стомакот и абдоменот. Некои од пациентките кога ќе дојдат на вакви контроли прегледи каде детектираме нешто, ги прашање, па добро, нели приметивте дека стомаков некако ви расте? Често пати знаат, мислев дека се здебелува, мислев дека... Да. Ме разбирате, но нема... И специфично е тоа кај жените, така да се зголеми може стомакот. поредко се некојаш, например, појава на крварење, кај жени во менопауза, повеќе би асоцирало, да речеме, кон еден друг тип на карцином, кон ендометриален карцином, да речем. Ама може да се јави во дадена ситуација. Меѓутоа, повторно не е строго специфично врзан со оваријалниот карцином. Разбирате? Така да сето ова го прави така. Во една ситуација да пациентот треба да се помисли дека може би има такво нешто. Тоа не значи дека треба, нали, да се преплашуваат пациентки, па сега за некоја болка да се трча на доктор. Далеку од тоа. Меѓутоа некако пак велам да се слуша телото. И во некои ситуации ако секоја промена да не се игнорира генерално, но пак и од друга страна па се ајде да не биде цело време само да се иди по доктори. Меѓутоа да се секако води сметка, да се мисли дека може би бъде посебно, да речеме, зборуваме за одредена возрастна група на пациенти каде што нешто такво, значи
предоминира условно земе. Да имаме во предвид и да помислуваме дека веќе по периодот на менопауза, така може не некаков ризик, меѓутоа и кај помлади се појавува и во бременост. Затоа зборам, бременост може да се јави оваријален карцином. Ситуација може, значи може да се јави. Во бременост може да се јави било каков карцином, да се разбереме. Меѓу другото и оваријални карциноми, да. Значи може да се детектираат појава колегите што работат главно на перинатологија во следењето на бременоста, приметуваат некогаш пораста појава на цистични структури, формации на јаниците. Па се консултации имаме дали треба да се оперира, да, не, во кој период, да се чека изгледот, формата, ултразвучните карактеристики на туморската формација во случајот. Значи сите тие работи може да се јават и во бременот. Поретко, но се јавуваат, не дека се исклучени трудниците. Да. Како видови, типови, во зависност од потеклото, каде е од карциномот на во поглед на хистолошките, постои ли таква поделба? Постои. Значи, многу е разнолика, да речем, таа категоризација има повеќе хистолошки типови на оваријални карциноми, предоминантни се така наречените епителни карциноми, преку 60-70% од оваријалните карциноми се од епително потекло. Има други подгрупи, сега да не заморувам, и групи и подгрупи на епителните карциноми, но и тоа овие се доминантни и после имате категоризација по изгледот според тие имунохистохемии, боења, градуси и така натака. Значи една огромна палета имате на различни хистологии, подгрупи и групи кои што се детектираат и се категоризираат, се прават специфични боења, маркери, одредувања, тоа се колегите на патологија го прават за да може да добиеме по-прецизна, речеме, диагноза за кој тип на карцином се работи, затоа што тоа понатака може да влијае и во терапијата, на другата, не од аспект на хируршкиот третман, од аспект на хирург, дали е епителен, дали е, секскорт или како и да е, треба да се отстрани, да се извади. Значи, од мој аспект гледано, тоа треба да се отстрани. Другиот аспект, што би следело, пошто кај оваријалните карциноми главно се третманот, онколошки третман е со хемотерапија. Тука, значи, таквите категоризации, групи, подгрупи, така натака, влијаат на евентуално третманот што би се презел после тоа. Значи, во поглед на хемотерапијата, понатака имунотерапија, биолошки терапии, одржување и така натака, и така натака. Значи, сето тоа влијае во одредувањето на типот на терапијата, овие подгрупи, групи, категоризации, хистологии, имунохистохемиски боења и така натака што се прават. Затоа индивидуален пристап кон терапијата кон секој пациент, значи, тоа е индивидуализацијата е веќе, значи тоа е еден од главните, значи, пробиви посебно во делот за оваријалните карциноми, генерално ендометријални козбројни карциноми, дека во суштина се иде на индивидуализиран третман. Значи секој пациент си е приказка за себе. Сега тоа го овозможува, новите технологии, методологии, генетски испитувања, имунохистохемиски, молекуларно ниво, сето тоа, значи секој човек си е индивидуа и специфика за себе. И сега тоа од друга страна, значи прави друг принцип на оптеретувања во поглед ако зборуваме буџетот, парите и така натаму, пошто тие терапии се скапи. Тие практично диагностички методи се скапи, да се разбереме. Меѓутоа, на крајот на денот, тоа е тоа. Медицината и пробивот и сето тоа што сака да се постигне носи до подобрување на преживувањето кај ова исклучително сериозна група на пациенти со вакво заболување, кое што, како што веламе, со исклучително висока смртност. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Луловски, во поглед на диагностиката и диагностичките процедури и постапки, кои чекори, од каде се почнува и како се продолжува? Па, значи, од она што е основно гинеколошки преглед. Секој пациент кој ќе дојде во амбуланта се жали на некоја таква ваква симптоматологија, се започнува со основен гинеколошки преглед, ултразвучен преглед, затоа што со помош на ултразвукот, често може да се детектираат постоење на одредени такви туморски маси во малата карлица или пак во абдоменот. И за тоа си има своји специфики
како се гледа, што се прати, кои параметри треба да ги измерите, да ги проверите, да ги видите, за да може да го категоризирате тој тумор дека е потенцијално малигна болест или е евентуално можеби потенцијално бенигна. Има своји ултразвучни параметри и карактеристики. Тоа се стекнува со знаење, со учење, со искуство. Од другите имиджинг методи во принцип се компјутеризираната томографија која што помага во попрецизно детектирање на ваквите промени, генерално земено, и евентуално потенцијално постоење на проширена болест, значи метастази и така натака. Ако има потреба, дополнително правиме рентгенграфија на бели дробови и така натака, колоноскопии, например. Сето тоа е во сплави од диагностиката кога обработувате пациентка која што имате потенцијално ризик од оваријален карцином или ако веќе имате јасна ситуација дека се работи за оваријален карцином. Од лабораториските анализи, овие тумор маркери кои што често се спомнуваат, конкретно CA125, така познатиот е како гинеколошки маркер кој што кај овие типови на карциноми со високи вредности е покачен. Но самиот по себе се многу пати пациентките доаѓаат во пратени од матичните доктори. Докторе, маркерот ми е покачен, кога ги питате зошто ви е направен маркерот? Така, не се прават туку така анализи лабораториски. Тоа мора да го знаат луѓето. Значи едноставно за било што. Направив за да така направив. Ми кажа некој да си проверам. Не е така. Затоа што CA125 како туморски маркер покачен е најчесто кај оваријални карциноми, меѓутоа може да е покачен и кај други типови што се тотално бенигни. Ендометриоза, например. Некој обично воспаление во моментот. Пациентките во текот на менструалниот циклус се менува вредноста на CA125. И сега ако вие сте го направиле за тоа што не знам сте го направиле и се одеднаш се вадите од памет, нема потреба, сакам да кажам. Да се изложуваат и дополнителни стресови или потреби. Какви ќе бидат резултатите и што ќе бидат. Но како и да е, го правиме рутински и сите останати типови на туморски маркери, не е само еден, за да ги добиеме во комбинација, така, за да можеме на тој начин да добиеме подобра представа и подобра слика за актуелната состојба и болести. Кога сите тие работи ќе ги изанализираме кај пациентката, обавезно покрај другото се прави и анестезиолошка проценка, ако веќе идеме во правец на размислување за оперативен зафат, за што тие пациентки знаат често пати да бидат пропратени со други коморбидитети, пропратни состојби болести, што може да влијаат на типот на третманот кај пациентката. И одлуката на крај се носи на така наречен онколошки конзилиум. Тоа е на државно ниво конзилиум каде што се дискутира и разговара околу начинот на третман на овие пациентки во смисол дали ќе се оди на оперативен зафат априори или евентуално постои опцијата на така наречена неоадјувантна терапија, прво хемотерапија, па евентуално да се понатака изврши оперативен зафат. Многу често кај овие пациентки знае да е присутна и вода, така се народски кажано во стомакот или асцит, тоа се вика. И обично присутноста на асцитот не е добар знак, затоа што тоа значи дека болеста најчесто е авансирана. Како диагностика дополнителна кај овие пациентки знаеме на белите дробови кога ќе се појави, Кај овие пациентки дополнителна диагностика правиме тоа што се прави пункција на асцитот, се вади течност дел. Евентуално кај премногу присутна ги растеретуваме пациентки затоа што тоа прави дополнителни тегоби кај овие пациентки, така е, а се прави анализа на течноста за присуство на евентуално слободни карцинозни клетки. Цитологија се прави и ако е тоа присутно, тоа значи дека болеста дефинитивно е авансирана, е проширена и тука во такви ситуации во прв акт земено хирургијата малку може да направи, односно може да направи, меѓутоа недоволно е, така да се изразам. Така да обично пациентките ги испраќаме на хемотерапија. Уште еден модалитет на диагностика, пошто често пати колегите од онкологија бараат да имаме и хистолошка потврда за типот на карциномот, што е окей, за да знаат што да третираат и како. Таму каде што може се прави така наречена диагностичка лапароскопија. Значи со камера се влегува во стомакот, внимателно, но поентата е да визуелно видиме што се случува во стомак и колку е болеста реално проширена. И во таква ситуација ви може да направите веднаш проценка дали имате проширување, авансираност на болеста. Ако е така проширена болеста, навистина хирургијата не може многу да направи во тој момент. Затоа се земаат само биоптични. За да не биде се прави хирургија, не било потреба може. Така е. И се земаат само биоптични парчиња,
се анализираат, добиваме хистологија и пациентките одат на првична хемотерапија, па после тоа во втор акт доаѓаат евентуално после ефектот на хемотерапијата да ги оперираме за да може сега веќе хирургијата да се отстрани тоа што е остатокот од туморско ткиво и да имаме такви пациентки со добри приказни, сакам да кажам. Има ли случаи кога заради друга интервенција гинеколошка, така може да гинекологот да се посомнева така на некаква друга формација, па тука да се открие. Како случај на од некојаш ги добиваме точно, да, и тоа стои. Да пациентката се оперира заради, не знам, друга нека проблематика, што може би е начелно бенигна, меѓутоа ако се отстрануваат јаниците или има некаква циста која што први што сте мислеле дека не е функционална, па ја направат деталната анализа колегите на патологија да испадне дека во позадината можеби се криел некаков зачеток на карцином. Така да, имаме и такви случаи. Така. Ако се појави оваријалниот карцином кај млада пациентка, која што се уште нема родено, така, се нема оформено, така, нема формирано семејство. Така можноста да се зачуваат јајцеклетките, но доколку е во порана фаза? Какви можности тука се нудат? Да, тоа тие се, пак велам, многу така тешки разговори, не разбирате. Значи, за среќа пак малку ги има, но ги има. Во такви ситуации, да, од аспект на гинеколог, онколог, може да им предложам што варијанти и опции постојат, со оглед на тоа што се работи со млади пациентки, посебно или уште со незавршена репродукција. Секако хирургијата останува како првичниот аспект, од аспект на гледање да што би значило тоа отстранување на матката, јајниците и се, и со тоа практично од тој аспект таа пациентка понатака повеќе не може да оствари својата репродукција. Но да, секако како модалитети ги оставаме и овие другиве можности и тоа секогаш во разговор со пациентите, секако на крајот на денот одлуката е на пациентката и на семејството, во кој поглед, во кој правец ќе тргне третманот понатамошен. Ова што го споменавте, да, стои опција како варијанта да може да се евентуално замрзнат, јајцеклетки кои што понатака евентуално би се искористиле како генетски материјал за да може да се оствари како мајка се како со сурогат родител. Постои варијантата, опцијата да се оди на хемотерапија првично, па да се следи пациентката, да се види што би се случило понатака со болеста, дали таа ќе авансира, не, дали ќе биде во регресија, па тогаш да се нешто опиде да се направи. Значи, постојат и тие варијанти, ме разбирате, таа fertility sparing, така се вика, интервенции кај оваријален карцином, кои се многу по-комплицирани, по-тешки во однос на другиве типови на карциноми, но не дека не постојат, апсолутно може. И тоа го дискутираме со таа група, таа популација на пациенти. Да. Секогаш велиме ќе ги исцрпиме до крај сите можности што ни стојат на располагање. Денешниот ден е меѓународниот ден за подигнување на свесноста за оваријален карцином, ама емисијава ја правиме и во пресред на неделата на женско здравје, која што почнува да се одбележува од 12 до 17. Така е, до 18. Да, како и да е таа недела на женско здравје, тоа е наредната недела која што следи. Се така како меѓународна недела за женското здравје, посветена на генерално на жената од секој аспект. Па и целиот месец мај го викаат, месец за кој треба да се биде посветен на жената. Во секој случај таа недела на женско здравје не подразбира строго само сега да зборуваме за болести. Значи да, доминантно кој пошто се спомнува терминот здравје, значи меѓу другото се дискутира, се разговара, трибини, семинари, настани, нешто што ќе треба повторно да го некако да ја стави жената во центарот на целата таа приказна, но повторно велам од повеќе аспекти. Значи, не знам, сексуално репродуктивно здравје, не знам, психолошко здравје, не знам, менструално здравје, значи од сите аспекти. Во секој период од животот да биде опфатен по можност, да се даде еден повторно кажувам акцент на жената и сето тоа што е врзано со незиното здравје. Значи, повторно кој ќе кажеме, кога го зборуваме здравје, не подразбира секогаш болест, него подразбира и одржување на здравјето, одржување на здрав дух, одржување на здрав живот, здрави навики. Значи, сето она што подразбира и превенција, значи на болести генерално, значи да се дискутира од секој аспект, и од социолошки аспект, како сакат, социјален аспект, психолошки аспект.
гинеколошки аспект. А тие потоа сите информации пласирани преку медиумите, нели, до популацијата, односно женската популација, да се внимаваат секогаш на себе, превентивни прегледи да прават, да го сменат стилот и начинот на живот и ред други работи кои што одат во прилог на добро одржување на состојбата. Секогаш се тие добрите препораки што се даваат. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на вас на поканата, секогаш ми е драго. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24, а следите не и на социјалните мрежи, на Инстаграм, на Фејсбук, каде што можете да го следите и да го видите секој издание на емисијата Фактор здравје. Имајте убав и пријатен ден.